Добре дојдовте во втората епизода на Проверитас, простор каде што вистината не се филтрира. Во денешното издание на оваа наша емисија, почитувани гледачи, ќе имаме можност да отвориме неколку теми кои што будат особен интерес кај јавноста. Ќе говориме пред се кој ја контролира вистината во албанскиот медиумски простор, кој ги шири лажните вести и кои се последиците од тоа. Ќе отвориме уште неколку интересни теми. И токму овие теми се поводот за гостувањето на нашиот вечерашен гостин. Би сакал да го представам, се работи за господинот Љузин Фаризи, аналитичар, а јас би додал и глас што не молчи кога е најпотребно. Отплика, Љузин, добро вечер, добре овде. Отплика во второ го кажав како, еден опис за тоа како се однесуваш во јавност. Особено ми е драго што вечера си гостин во Проверитас, каде што ќе се бориме за вистината. Први ви благодарам за поканата, да ги поздравам сите гледачи кои не следат во ова втора емисија поред. И се надевам дека и не се сомнувам во тоа, дека емисијата ќе биде едно од најгледаните и едно од највлијателните во општеството кај нас, а можда и поопширно кај не следат, особено нашата диаспора, која е многу важна за нашата држава. Ние од секогаш сме имале поддршка од нивна страна, без разлика од етничката припадност. Јас сум многу горд што сум вториот ваш гостин на оваа емисија и ви посакам голема среќа и голем успех. Благодарам првени вашите добри зборови. Јас сум човек што никогаш не сум се поттекнал на никого, бидејќи во мојот живот на никого воопшто па не му дојде. Така што секогаш сум бил на страна на граѓаните и на страна на вистината и со моите знаења и мојот капацитет што го имам, сакам да ги информирам и пред се да ги известам за реалните случувања пред се политички во нашата држава. Зошто го правиш ова? Од каде е храброст да речеме во едно вакво окружување, во едно вакво општество како е нашето, да се бориш за вистината? Тоа што ние го правиме во Проверитас, на вистина една битка на во овој барем период на Давид и Голијат. Секој од нас има одговорност кон јавноста, пред се им должиме ние на нашите граѓани, на нашата татковина и на нашите луѓе кои не обкружуваат, особено во секојдневниот живот. Секој треба да придонесува нешто за ова држава и за граѓаните. Секој на својата професионалност, можности што ги има, така што јас сум сакал секогаш да бидам праведен, чесен и пред се да можам да влијам позитивно во општеството и до Дали, убаво кажува, дали едно вакво размислување можеби е и една од алатките со кои што во иднина треба да се бориме против лажните вести, лажните информации. Говорам да тргнеме од себе како човек, тргнуваш од себе, велиш, чекај полека, ова не е вака, ама ќе се борам да биде вака, моите принципи се вакви, вака го терам просто. Дали тоа приказната која што е една од алатките кои што треба да ги употребиме за понатаму во делот на борењето против лажните вести. Само свест кај луѓето, пренесување на квалитетна информација, пренесување на правилна информација. Ќе биде многу порелаксирани, барем така мислам. Јас мислам дека сите луѓе што сами постигнале во животот и не биле зависни од другите во било кој дел од живот, јас мислам дека тие може да придонесат дополнително за да го информираат јавност, особено да придонесат без лажни информации и без некој да ти влијае од пазари. Сегаш кај нас во животот луѓето постигнувале, барем во минатото, а и во сегашното е присутно, некој од позади треба секогаш да те турне, да можеш да успееш во животот. Ако немаш некој да те потуркува, нормално дека кај нас, особено во нашата држава, не имал можност да успее во животот заради многу големи се причините, не еден или големи се факторите кои влијале во тоа. А сме 2 милиони, секој со секој се знае. Но јас мислам дека како општество ние имаме капацитет, тоа поединечен капацитет, секој да може да биде успешен без некој да те протурнува во смисла
политички и институционално да те поддржува, се со цел од еден да видиш негов заложник, за да после да играш како други ќе ти свират. Така што тоа твојот живот не е случај, така. не никогаш Ово кажа на почетокот, не одсебно никого ништо. никогаш Да, не никак. одложам на никого на живот. При најавните овие информациите, основно лажните информации, ние сме во моментот во една многу жална ситуација после кочање. Токму сакам да го прашам. Еве, Ако ми дозволите, Да, само- повели. само малце. Во последното време гледам дека некои медиуми, особено портали, кои се блиски до одредени политички структури, кои цело време не донеса во оваа ситуација, да не кажам дереже, која не се случуваше кочани, и кои треба да сносат одговорност, ја почнува таа лажната кампања дека доделувањето на правдата и излегувањето пред органите, односно пред истражните органи, за да дадеш отчет во минатото на тоа што си ги имал бенефициите, а сега треба да дадеш одговорност за тоа што си бил министер или функционер во државата, одма медиумите почна една кампања, не знам дали сте го видели, на албански јазик. Јас сум албанец, дојди да му апсиш. таква кампања има. Да, таква кампања. Еве јас сум албанец. На нив сакам да ви спротивставам на друг начин. И јас сум албанец. Кој корен? Ама јас не сум крадел. Да. Тоа треба да биде разликата помеѓу крадецот, апашот, Да. ајдукот, злоупотребувачот на службената положба и на честниот албанец што е во нашата држава. Или тоа во превод Нема- се кријат зад својот криминал и ги кријат зад својата етничка припадност. Да. На некој начин. Сегош лажните вести се присутни секојдневието во нашата држава, во албанската средина. Да, баш тоа ме интересира. Еве, Бидејќи Знаеш, има, говорам за овие алтернативни медиуми, значи, како ова што е портал, нели, електронските медиуми, сите останати, не зборам за традиционалните телевизии, радија, вестници, говорам во последно време, значи има еден наплив на тие медиуми во Република Македонија и се делат, така ги делат на македонски и албански медиуми. Дали е тоа правилна формулација, би сакал да ми кажеш, или па се работи дека зад нив стојат одредени центри, дали политички, дали криминални на моќ, и прикривајќи се зад овој национален наратив, ти уствари сакаат да се прецелираат својата агенда политичка. ако Или генерализираме, криминална, како и да е, се едно, нели? јавното мислење во последно време се креира повеќе од лажните информации, отколку од реалното што се случува во нашата држава. Порано немаше електронски медиуми. Порано се знаеше македонска радио телевизија и некои после медиумите, приватните медиуми. После 2000 година, нели почна првото медиумско албанско медиум во Македонија, кој беше Алсат, кој беше многу влијателен во државата. Мислам дека и денеска е исто. Апсолутно. Бидејќи истовремено, јас мислам дека имаше многу добар проект на албански и на македонски емисиите, така што и луѓето, односно албанците, почна да го учат и тие што не го учат јазикот или имат можност да се информираат и на двата јазика, а дополнително влијае и дополнително да го учат и другите јазик, македонци, примерно да го учат и албанскиот јазик. Јас за тоа го правиш исто И на обратно. македонски, исто на албански, значи Да. немаш разлика во вестите. Да, Исто пренесени, така? Исто пренесени, да, само преведени Тоа те прашувам, дека сакам презентирано полосно на- те прашувам врска со ова нешто, Но да. после 2002 година, дури како дојде на власт, почна да ги елиминира печатените медиуми, односно да ги новините да ги стави во употреба, освен за објавување на огласите во државната администрација. Директно, и огласите, да. И огласите. Може За да збориме работување, за да. дете. И се друго почна да излегува, нормално и технологијата го има направено своето, но како влија со проекти за да може да се префрлуваат во дигитализација, така почна и проектите на парите да
влегуваат во тие медиуми, да не кажам тие црните пари, финансирање на многу начини што ги имате, вие сте многу поискусен од мен во овој дел, но почна одредени електронски медиуми одеднаш да растат во државата и почна тие да ги дават информациите од партиските штабови. Кај нас многу е тешко да имаш во албанскиот дел. Многу е тешко да најдеш еден медиум електронски пред се, кој те информира објективно, а дополнително и другите проблеми што ги има ние во општеството, особено во делот на образованието. Јас многу сум, како да кажам, против тоа младите да не учат јазици. Јас мислам дека се е програмирано од политичката партија, која цело време била на власт. Се да ги елиминира албанците, да го учат македонскиот јазик, промовирајќи дека само еве сега албанскиот јазик ќе биде службен јазик, ние немаме потреба да го говориме да кажете дека дуи практично ги крши мостовите на соживот во Република Македонија, дека тоа го прави нарочно за да има добра политичка агенда. Тоа го направи намерно за албанците повеќе да бидат гетоизирани во својот мајчин јазик, да говорат само албански јазик, а после информациите, односно лажите информации, да им бидат сервирано само на албански јазик. Што се случува со другата? Што се случува со младиот албанец? Во албанските средини, сега да не кажам во град Скопје, но не живее секој во град Скопје кој има, ние двајца сме од Чај. Албанците имаат со македонците повеќе контакти, но има албански средини кои никогаш нема контакт со комшијата македонец. Тој никогаш не може да го учи македонскиот јазик ако нема комуникација. Првим и вторим во школа, таму ќе се вработуваат професори и учители кои или делумно го знае македонскиот јазик, или па можда има студирано сосема друг факултет и предава македонски, и тој кој ќе оди таму, бидејќи не му е значаен македонскиот јазик, таму или ќе го помине часот на зафрканци внатре, за само да му помине времето и да ја земе на крај на месецот платата, или па ќе ги учи, децата има такви случаи, не треба да учиме македонски, само формално, пошто тоа е според планот за Министерство за образование, и така да го помине часот. И ти го ја осакатуваш реално еден поголем дел од општеството, кој тие после се гетоизират, и тој човекот кој ќе дојде, после кој ќе порасне, ќе биде во конкуренција на пазарот, за да може да се вработи, ќе има сериозни проблеми. Може да има еден ученик што е голем капацитет во основно, а и во средно албански, кој ќе сака да студира на македонски јазик, тој ќе има проблеми. Пример, за да може да биде добар доктор, пример, ако сака да студира во Кирил и Методи на медицинскиот факултет, тој ќе има проблеми. Ама и ќе биде отруен од радикални одредени информации кои што кажат само на албански весика, што не може да чуе другата страна. Нешто друго, сосема друго. Албанците во Македонија имајќи предвид дека има таа ситуација во информативниот карактер, односно во смисла на тоа како да бидат информирани од страна на медиумите, тие се подпират да гледат, односно сега имаме, се користи Инстаграм, ТикТок, Фейсбук и сите други мрежи, социјални мрежи кои се многу значителни за комуникација, и тие почнат да ги земат информациите од сосема од држави кои не окружуваат, пример од Албанија и од Косово, кои имаат многу силни медиуми, а одредени медиуми се поврзани директно и се политичката партија дуи кај нас, и тие лажите информации после ги расшират и во текот на целен систем и кажа. И тој системот е поврзан помеѓу медиумите тука во Косово и во Албанија, тој е триаголникот, и лажите информации па после почнуваат да окружуваат во цел регион. Еве какви лажни информации сме имали. Имаме многу лажни информации. Да. А после сакам да го поврзам и во дело помеѓу соработката помеѓу албанските медиуми и македонските медиуми кои во заедништво шират дезинформации,
односно лажни информации кај народот, а тоа е се со цел да поделат повеќе народот, за да можат полесно да ги остварат нивните раздели по влада и како е кад, нели? Тие информации, тој триаголникот мора да се елиминира. Знаете зашто? Бидејќи цената ќе ја платиме ние во нашата држава. Како треба да се бориме? Треба да се бориме, јас мислам дека владата војнина треба да размислува, особено да носи законска рамка каде ќе може да ги елиминира овие лажни информации и пред се луѓето треба да дават одговорност, пошто ти го изнесуваш лажна информација, ти треба да носиш одговорност, пошто тоа може да придонесува И да ги едуцираме луѓето да препознаваат лажни вести, тоа е многу битно. Имате и последици. Еве пример ќе кажам. Дури да се чудиш, Арбара Деми дава интервју за некој медиум во Албанија. Така. Во време кога протестира за окунување на албанскиот јазик. Односно, јас да кажам, кога сака да го чуват албанскиот јазик, да не им побегнува од уставниот суд. Протестира пред Уставен суд. Замисли, тој дава изјави пред медиумот, го гледа новинарот и таму доле пишува Македонија пред граѓанска војна. Македонија пред граѓанска Да. војна. И сите медиуми во регионот, албанските медиуми, ја пласира таа информација. Утирана веќе се знаеше дека во Македонија ќе почне војна, граѓанска војна. Ова е типичен пример за лажна вест. И замисли, и опасно. Тоа е државен удар според мене. Лажна информација што ти една земја членка на НАТО, еден сериозен политичар, може да излегува таму и да го гледаш ти и Тоа е пресконференција на Арбара Деми, така? на интервју е. На интервју. е. Дали за истата информација има, дали имаш информација за дека за таа информација Арбара Деми има дадена друга информација за другите медиуми? Па може ти. Јас не верувам. Овде во Македонија ние не го чуваме тоа. Јас не верувам дека тие медиумите таа информација има добиена од НАСА. Како што кажуваше таа прателичката на Дуи, нели, НАСА да ја вода. Но некој му пренесел таа информација намерно да ја пишува доле и сега кога ќе излегува овој да дебатира за политичка сцена, дека е драматично, според информациите тој што лажни информации и според тоа доле да се креира мислење кај албанците во Албанија дека во Македонија веќе се чекува сад на сад, час на час да се случува граѓанска војна. Тоа блазе везе нема со вистината и ден денеска мислам дека ниту медиумот, ниту човекот излезле и барале извинување за лажни вести И одговорност некоја, нели, тоа е повик за практично за нестабилност во една земја. Кога еве само се наметна прашањето, кажуваш дека да. Преска уште нешто. Ајде повели така продолжи. За жал, во нашата држава, односно во Македонија, нема сериозни албански медиуми кои ќе бидат креатори на јавното мислење. Не имаме портали, имаме медиуми кои се многу локални или нема капацитет да направат емисии кои ќе ја креват јавното мислење, пред се политички. Зошто? Има ли во Албанија и во Косово сериозни медиуми? Има многу јаки медиуми. Има многу силни медиуми. По-квалитетни од Кои нашите се многу медиуми? влијателни. И во регионот се влијатели, да, има многу. Во делот на медиумите тие се многу се понапред. И таму се креира јавно мислење од страна на медиумите. Може да има и лажни информации, така не кажам дека сите информации се. Добро, нормално е секогаш да не. Но сепак имаат контраргументи, има телевизии кои им се спротивставуваат на тие, па имаат дебати, се организираат дебати. Во Македонија нема такви дебати. Во последно време буквално нема такви дебати кои се многу значителни, за да може да го креират јавното мислење. Повеќе се тие фейк ньюс, односно лажни вести, отколку се вистински вести. Сакаш да кажеш дека македонците во Албанија се во најголем медиумски мрак од сите останати држави каде што живеат албанци, дека најмалку се информирани, дека најмалку се жртви на лажни вести. Повеќе се
на жртви на лажните вести. Ве пример како јас функционирам. Цел живот кога ги гледам, односно кога ги читам, ги слушам, ги гледам вестите, функционирам во принципот како функционира Хенри Кисинџер. Еден од најголемите. Според најголемите историјата на преговарачи, политичари и дипломати. На 99 години отиде во Кина да преговори и да спечи војна, викаат една година пред да почине. Тој кажува дека јас, во својата историја на делување, кажува дека јас целото време, најголемиот дел од времето, 50%, сум го поминал постоечи на страна на противникот. Значи, тој ја играл улогата на противникот за да биде спремен, тој ги знае сите прашања што ќе ги постави противникот. И јас да ја креирам моето мислење. Сегогаш ги читам тие портали, ги слушам тие медиуми кои не се со моите мислења не се слагат. Да. За да знам што е лажна вест, за да стигнам до вистинската вест. Да. Значи, од еден крај слушам до друг крај, за да имам јас моје мислење. Јас мислам дека една порака до младите треба да читат од сите, да ги слушат сите и да ги препознаат кои се лажните вести, се со цел тие да бидат позрели, поинформирани и да бидат понезависни во креирањето на нивното мислење. Не треба да бидат никогаш цел, таргет на лажните вести. Значи, младите во иднина треба повеќе да читат. Некој промена во последно време. Како треба да ја кријат тоа мислење? Не може да ја кријат тоа мислење ако истите читат само на албанските медиуми или ако читат само македонските медиуми. Јас мислам дека младите имат повеќе можност да учат двата јазика и за да можат да бидат информирани од сите страни, особено во тие информации што се пренесуваат се со цел да го нарушуваат меѓуетничките односи во државата. Па се наметнува едно многу интересно прашање, токму оваа твоја последна констатација, тоа е дека дали е време сега во Македонија да почнат да се градат мостови преку толку такви медиумски проекти, медиумски системи во кои што ќе бидат мултиетнички. Она што го почнал Алсат пред 20 години, кои 30 години, приказнати со македонски и со албански јазик. Дали сега во периодов се потребни такви медиуми кои што ќе го пренесуваат тој на македонски и на албански? Има многу мал процент се, каде што ќе можеме да ја препознаеме вестината. Зошто ти го зборам ова? Во моето искуство изминато на неколку пати ми се има случајно, например, конкретно пак ја спомнам, дои не се спомнам многу политички партии, но морам да спомнам како пример во оваа констелација дека едно соопштение пушта за кај албанските медиуми за една иста работа, второ пушта кај македонските медиуми, што е сосема различно од ова. Например, ова предграѓанска војна, ние појма немаме дека нешто такво се случува во Македонија и што би рекол и дури една трета информација која што е, да речеме, за што знам за амбасадите, за странците и така натаму, која што практично сама по себе представува една конструкција на неколку лажни вести. Значи, му сервирано на албанскиот медиум она што сакаат да го чујат, на македонскиот му го сервира истото што сакаат да го чујат и третото на ова. Јас сум бил сведок на такви работи често пати. Исто сум бил сведок и на луѓе на различни пристапи према гласачите. Значи, една реторика е за своите гласачи, а една реторика сосема различна за другите останати во Република Македонија. Дали само по себе сето ова представува една лажна вест, дали конструкцијата каде што ние заеднички ќе правиме портали, заеднички ќе создаваме исти вести, ќе ги пренесуваме, ќе помогнеме во борбата за вистина. Вие добро го разобличивте целата ситуација, но не до крај. Вие кажувате дека дуи дава информации едно за албанските медиуми, другото соопштение за македонските медиуми, односно на македонски јазик, и трето за странците. Јас мислам дека дуи не само 3, туку има 4 и 5 алтернативи кои ги дава во моментот,
Тоа е првен за албанските медиуми, обширно за сите гледачи кои го разбират албанскиот јазик. Па една друга изјава само за македонските слушатели, односно тие што го знаат македонски јазик. Еден став за странските медиуми, односно за странскиот фактор. Четврто за регионот Албанија и Косово, кои се многу влијателни кон албанските политички партии. И петото, што е многу важно, кон клиентелистите. А тоа е лажната вест. Така, да. Знаеш што значи лажната вест? Тие не само што ја трујат општеството. Тие ги трујат и своите членови, односно симпатизери, а најголем дел клиентелистите. Пошто тие живеат во лажните вести. Пример. Но, оркестрирањето на бранењето на албанскиот јазик да не им побегне од институцијата Уставен суд, кога изиграва улогата на чуварите, имаше многу лажни информации. Тие цело време протестира и си чека бенефитот од тие протести, пошто единствената цел на ниве преку тие притисоци што ги направија кон Уставниот суд, за да можат политички да профитират, односно за да можат да бидат дел од власта. Во времето кога протестира, дел од политика уште да бидат активни, нели? Замислете, кога протестира тие цело време пред Уставниот суд, цело време ги информира нивните членови по социјалните мрежи дека Али Ахмети се сретнал со Христијан Мицковски и договарат влада. Ја се опрво да слушам. Да, цело време. Пошто јас ги следам, цело време. И единствената комуникација против нив, на членовите, на припадниците, на клиентелистите, на бившите функционери апаши, е како влијаат тие во терен се со цел да може да профитира во задлезо влада. Цело време комуницира и дада лажни информации по социјалните мрежи дека Христијан Мицковски се сретнал со Али Ахмети и договарат влада. Тоа беше од декември, пред нова година, денеска сме април, средина на април, така што тако нешто нема. Тоа значи дека тие се фейк информации, односно лажни вести. Лажни вести секогаш ќе има. Да, меѓутоа имаше добра цел за тоа, да ги задржат клиентелистите, да бидат со нив, нели? Имаат луѓе. Кога ги лажеш своите, тоа е многу тешко. Знаеш зашто? Ќе добиеш фијаско на крај. Тие во ДУИ имат влезано во ист филм, како беше ДПА од 2008 до дека се распадна целата. Преговара, се договара. После 2 месеци, после 3 месеци, и така ја го хранат народот. Јас мислам дека народот треба да чита повеќе, да ги зема информациите кои се многу важни, да не слушуваат, пошто сега подкаст има сега од сите страни, и оди секој што, а повеќе политичари, кои повеќе лажат, дезинформираат, околку ја кажат вистината. И тие информации пошто ги земат како вистините и така делат во живот. Јас мислам дека младите, особено младите, треба да креират нивно мислење, пред се да читат повеќе изворни материјали. Така, дали во последно време а кажеме... особено да се посветат на школувањето. Тоа сакам да те прашам баш Јузин, дали последниве години постои некој прогрес општо кај младиот албанец, човек кој што останал во Македонија, значи иста е оваа бела смрт и за македонците и за албанците, сите бегаат надвор од државата на квалитетни луѓе што биле условно речено млади луѓе. Говорам дали во последниве години со зголемувањето на едукацијата, на пристапот, нели, со своје размислување, интелектуалната моќ на младиот албанец веќе почнува да се ја чувствува, тоа мораме искрено да ведеме, како своја оваа држава.
и веќе го напушта оној концепт на размислување од 90-тите години кој што беше наметнат од политичките партии, не само албанскиот кампус, него македонскиот, нели националистички еден момент за целата работа, него суштината ми е на разговорот дали младите албанци почнуваат да напуштаат таа стара реторика на национализам и веќе од национална припадност гледаат една граѓанска припадност во оваа држава, дека можат нешто да направат понатаму од животот, да бидат користи за општеството, да имаат сите бенефити овде, да бидат квалитетни луѓе, да не биде на крајот на криштата битно дали сум јас Александар или Зимистич. Постои ли такво помислување кај албанците, младите албанци во последно време? Секако. Во минатото ние сме имале, заради историјата нормално, сме имале погребане на двете страни, македонската страна, албанската страна, и ние помираше во 2001 година. Политиката што беше после 2001 се обидуваше тоа да го држи како тема, дека ако не иде по нивен теп, нормално, да профитира политички, дека ќе ни се повторува. Овој мит, они од 2001 година го имат храна со лажни вести, дека пак во Македонија ќе се случи 2001 година или ќе се повтори война. Да, се, знаете до кога? Чизмите ги ваде од знаеш до кога? Крофот како беше оно. Знаеш до кога? До кога? До 2014 година. Кога се случи монструмот, а особено кога се случи Куманово диво население, тогаш им пропадна сите теории на заговор, односно лажни информации, за да го држат на паника албанскиот народ дека ќе почне војна. Ако не иде според нивниот тек. Така што од 2016, односно 17, тие почна наративот да го променуваат, се додека ги искористија сите можности, сите лажни информации до јавноста и стигна до зелената агенда. Зелената агенда пак беше можда делуваше позитивно кај албанците, односно во нивниот ментален склоп, дека веќе нема да се повторува 2001 година, но беше лажна агенда само за да купуват време и после тоа, кога нема капацитет да го направат тоа, односно тие не дека немат капацитет, но тие нема ни идеја како да се направи таа зелена агенда, пак се врата во национализмот и добро е тоа што на тој национализам во 2024 им става крај. И сега што им треба? На албанците им треба да се информираат праведно. Не само да се информираат праведно, туку треба да се информираат навремено и тие информации треба да бидат сигурни и тие информации треба да имат кај албанецот да биде креативно за да тие да бидат, како да кажам, позитивни да влијат, односно да придонесат кон населениот и кон државата. И да веруваат во државата, И да. како своја сега, има да се веруваат во неа, да се сакаат. Јас знам дека има некои рецидиви од претходниот систем кој што ги создаваат тие бариери, ама тоа беше многу нормална работа да ја прават, нели? Да се двојат луѓето. Така да има луѓе веќе родени во независна Република Македонија, возрастни луѓе веќе на 30 и нешто години кои што ја немаат условно кажано таа фабричка наштена ние од СФРЈ. Би сакала да те прашам на... Јас само нешто сакам да кажам. За лажните информации и во смисла на тоа како се наоѓа сегашната албанска политика, односно луѓе, тоа е многу важно. Ти ако имаш лажни информации од страна на други, цело време, пошто да не забораваме дека тие медиуми пред се им стои некој позади, особено политичките партии, генерално албанците. Тоа ме интересира, која креира, која чува вистината од тие медиуми? Моментално, така да се изразам. ја креира политик, 90% од сите медиуми моментално ја креира други, со лажни информации. И влијат на место да се спремат, за да може да се им контрират на овие лажни информации со реални информации, тие буквално се раскомотило влада и немат ни капацитет, па ниту се обидуваат да им се спротивставуваат на овие медиуми. Не да им се спротивстават на медиумите само со една пресконференција на владата. Пример.
во целиот овој период владата има направено големи реформи. Многу големи. Особено во социјалниот живот. Тоа поминува пречутливо. Македонските медиуми не успеа, не дека не успеале, туку не успеа како да ја трансформираат информацијата да секој граѓанин, а па влијан преку албанските медиуми нити се обидел да ги информира граѓаните. И влегува во игра на За- информациите на дуј Да, практично. повеќе информациите, лажни информации на ДУИ го покрија тоа медиумската пропаганда, не кажам, од страна на влијан. Имаш ти покачување на пензиите 5000 денари во историјата на Македонија, да се покачува 5000 денари во период за 6 месеци не се случува во историјата. Покачување на платата на здравствени работници, покачување на платата на административците, покачување на платата на просветните работници, покачувањето на другите сфери кај работат работниците. Пример, еве пошта последното. Што се направиле проектот, пример, коридорите, што се работи, што има други бенефити државата од проекти што се реализирани, И се реални видливи, нели? многу се видливи Некако на И фабриката значителни. за и електрични возила што И да, и не успеле до крај да ги да ги пренесат информации, се со цел граѓаните да бидат да ги препознаат, нели? препознати, да бидат задоволни. Сега треба и јас и ти да дебатираме тука, за да им го преведеме на албански јазик, за да влезе кај секого во секој телефон да го гледа дома, секој албанец, за да разбере дека владата работи во проекти во социјалниот дел за нивен подобар живот, кој е чувствителен, ама заради лажните информации, за да го покријат со национализам, со лажниот патриотизам, не може да го препознаат истото. Така што јас мислам дека особено влијан, а особено тие портали кои вистина му е сакат доброто на албанците, а на сите граѓани во државата, еве да кажем, да бидам циничен, на албанците, треба да ги информираат правилно И вистина. и вистинето и навремено. Се со цел за тие да не бидат манипулирани од лажните информации од страна. Па да, од сите информации што ми кажа да сега се работи за голем медиумски мрак на албанските граѓани во Македонија заради нели полнењето со седни исти информации на што го кажа нема широкост да може да види друга вест која што представува во секој случај една стратегија која што треба можеби 20 и повеќе години. Но што мислиш, дали папсува таа приказна, дали има надеж во иднина да повеќе ги препознаваме лажните вести? Секогаш има лажни вести. Значи тоа не може да се случи да нема. Особено во глобализмот има многу лажни Да, вести. меѓутоа дали дава ова надеж дека ќе почнат луѓето полесно да ги препознаваат лажните вести, полесно да знаат што е добро, што е лошо, како велат наши да измерат на кантар, нели ова е така, па да утре јас кога ќе излезам на избори, пример, нема да гласам против. Како што е правило во Македонија, значи сите граѓани кои излегуваат да гласат, се овие клиентелистите што ги кажуваш ти, излегуваат да гласа против, значи гласале против СДСМ, против ВМРО, против ДУИ, не гласале за да речеме, него гласале против ДУИ, хипотетички. Него да имаш правилната информација, правилно да расудам и сам да одлучам да кажам гласам за, не гласам против на избори. Јас мислам, Многу су без на кај нас се собран кога се оден избори, многу ја те сега ќе видат овие, одам да гласам против и го ресу глас. за да се креира јавното мислење, треба една иллюзија, не може да го креира јавното мислење. Иллюзија дека сите се кријат. Буквално сите албански интелектуалци се кријат. Тоа се како да те А прашам. јас, пример, мене ме знаат како јас сум многу либерален. И јас сакам мојата држава да напредува. Ако иднината е тука и сме одлучиле, албанците и македонците одлучиле во 2001 година,
се спогодиле Да да живеат. живеат заедно во оваа држава и да го чуват заеднички унитарниот карактер. Македонија денеска е членка на НАТО, е во патот кон влез во Европска унија, тоа што највеќе албанците сакаат да бидат дел од незе, треба повеќе интелектуалци, повеќе универзитетски професори, повеќе луѓе да ја кажуваат вистината, а не да се кријат во национализмот и да можат да профитираат. Бидејќи овие ако излегуваат и си прават калкулација колку ќе профитира, колку ќе изгуба. Пример. Имам многу професори ги знам јас. Материјалното над интелектуалното, така му доаѓа, нели? Јас знам многу професори кои пред изборите во 2024-та никогаш не се видел во телевизија или во медиумите да дават една изјава дека албанците треба да поддржуваат кандидат за председател на државата. Денеска истите се пикат таму по министерства и кај председател на државата за да можат да бидат во комисии, за да бидат да дават мислење дека многу се стручни, а кога е во креирањето на јавното мислење не се стручни. Само кога таму кај се парите, односно што треба да им се плати на нив за одредени работи што ќе ги завршат, тогаш се многу профитабилни. Тие се знаат. Се работи за пари или за страф? Зашто се работи? Повеќе се работи за страф и на губење на бенефициите што има. Значи, никогаш најголемиот дел од албанските интелектуалци не пресметуваат колку ќе добие народот, туку пресметуваат колку ќе добијат лични тие и нивната семејства. Постои класична цензура во овие медиуми на албански јазик. Значи, доаѓа цела некој од горе, како што викаат, и вика, ова вест не смете да не сме толку е. Или не смете таму на пресконференција да отидете или нешто слично. Па во медиумите кај ги плаќа особено туи, тие креираат лажни информации и ги цензурираат, односно ги дават само тие информации кои што им оди на корист или делумно на тие информации кои немаат да им штетат на нив. Се друго што е против нив, тие нормално дека нема да ја објавуваат истата. Но мислам дека крајно е албанците, односно интелектуалците, да можат да излезат се повеќе по екраните, по подкастите. Сега има многу подкасти, има медиуми, да можат да ги изразат своите мислења реални, кои можат да придобиват не само општеството, туку и целата држава. Како е твоето мислење? Мора да се вратиме на еден немил настан, или Кочани, се уште на популациите на Совдик, што долго имаме рак-рани тоа што се случи таму, за жал. Колку си задоволен од информираноста, однесувањето на албанските медиуми околу кризата во Кочани? Дали беа на висината на својата задача? Дали го почитуваа договорот да не се снима многу, да не се дава некоја голема јавност, дали креираа лажни вести, дали се случуваат такви работи? Јас овој куп овде што гледаше го, ова се само лажни вести од Кочани. Од медиуми, портали, на македонски јазик говорам. Ево. Значи 160 мртви, жив бил тој, морбидно ми е да читам езика, но какво е твоето мислење во однос на тоа за Кочани, од целата криза? Како се однесува овие медиуми на албански јазик? Јас од првиот ден кога се случи, тоа беше недела, утрешниот ден бев договорен во една емисија во медиумите и па пошто се случува што ќе Кочани, еден ми беше од најтешките емисии што сум гостувал некогаш во мојот живот и сегаш сум кажал и ден денеска ги повикувам сите граѓани во државата дека политиката треба, тука не треба да има прсти. И тоа треба да се дели во три ниво случаи. Првото е политичката арена, кој треба да се пресмедуваат политичките партии, но не да го вмедуваат Кочани внатре. Институциите, второто институциите кои се надлежни за да го истражуваат, да ги ставиме слободни да истражуваат и без притисок. И третото е тие семејства и сите граѓани да ги оставаме
за да се поддржуваат, односно ние да ги поддржиме тие семејства, а тие семејства нивните за што се повредени во дискотека. Застанаме за рехабилитацијата на тие луѓе, Да, физички сите. и психички. Сите, и Сите. физички, и психички, и тоа не може да се биде пресметка кај народот. Бидејќи тоа може да се случи во Космоник, може да се случи во Тетово, може да се случи во Гостива, во било каде, и такви случувања се случуваат во светот. Го видите во Доминиканска република, падна и не знам, над 180 кусу луѓе загинаа, јас последните информации што сум ги имал. Секоја мајка плаче за своето дете, тука нема муавет за таа работа. се случи. Луѓето и за луѓето дете ќе Нашите плачеш. деца. Да. Тоа, пошто ние сите, а може да бидеме јас и ти таму. Секој може да биде, да. Некаде. Многу Не, дека имаше многу Ние треба да дезинформации. се- Првите денови Да. беше окей од страна на медиумите. Сега со истицат на некој. После неколку денови, истите медиуми што брифира и позитивно влијаеше во тој период, позитивно во смисла на давањето на вистинските информации, како поминуваше времето, почна да го користат после истите медиуми, после да шират Во политика и лажни вести. лажни вести. Така Дали што дали протести се последица на тоа, или организаторите на протестите ги креираа лажните вести за да соберат луѓе? е сега. Се отвори една тогаш голема тема и работите излегува во претходната емисија говореше Коле Чашуле за тоа, вели поранешен син водач на протестите на министер за одбрана, вработена во Сорос и така натаму. Тие се појавуваат и говорат за кочање и немаше нигде. За Турмотранс, да речеме, за оно Гарија што се случи, Тетовската болница, нели, кај што изгореа луѓе, нигде ги немаше. Еден интересен момент во медиумите беше кажано деновиве, сестрата на она девојчето што загина во сообраќајка на партизанска форсина. Века на 2 пати ги молев овие организаторите на протестите дека треба да отидем исто како за сестра ми во Тетово. Вика не ми одговори. Ги немаше нигде. Тие си имаат некоја агенда. Да, ама Агендата ја имаме видена, овој сега да прават средски филм. Јас мислам дека Македонија веќе нема време за средски филм. Ние ја видовме шаровната револуција. тој штите моменти ги зборува сега, нели, нема правда, нема мир. Буквално истите луѓе се циркулират само што многу е лошо што го користат еден многу чувствителен настан. Момент, да, и работа која што е некрофутска во крајен случај. Никој во овој случај не треба да придобива. Ама буквално никој. Треба само институциите да делуват, луѓето кои се поврзани директно, треба да дават одговорност. Се враќаме на моментот од почеток. Една информација, лажна информација. Кога почнат да дават одговорност луѓето во последното време, особено министрите кои биле во Министерството за економија, кои директно потпишале, односно дале Или не потпишале. одобрување за да таа дискотека да проработува, без да ги исполнува условите, а има во Министерството точно кои услови треба да ги исполнува. И министрите, било во тоа време, дале одобрение за тоа, односно, па и дали и лиценцата фалсо има издадена, треба да дават одговорност. Кај медиуми почна една кампања пред неколку дена, особено кога ги уапсија, односно кога ги приведоа бившите министри на ДУИ, имаше една кампања што не ја правеше директно политичката партија, туку преку еден медиум се обида го направи истото. И тоа стоеше, да не кажам, цел ден во нивната страница. И јас сум албанец, дојди приведи ме. Стојано. Јас сум прв пат го слушам. Јас сум дојди. Да. Значи, ако треба да дадеш одговорност за тоа што се случува, и ако си случајно си бил министер од етничката партија, од етничката заедница албанци, тоа значи дека тоа е политички, односно национално гонет. Еве, во тој медиум пишуваш: јас сум албанец, дојди приведи ме. Еве, јас
сум албанец. И еве јас имам моја теорија. И јас сум албанец. Ама не сум злоупотребил и не сум крадел. Така. И не може никој да ме приведува. Секој што им сгрешил на законот, односно го има прегазано тој закон, Треба се има го злоупотребила службената положба, треба да сноси одговорност. Преку тие лажните информации, за да кај народот да има перцепција дека за тој случај у Кочани да одговарат само албанци, е тотално лага. Албанците по случајност, односно по волја на Дуи, цел период ја воделе Министерството за економија. За период за кој работел дискотеката. Сега, сакам да кажем нешто друго. Министерството за економија не смија деле на Дуи со сила. Таа идеше на избори, го добиваше легитимитетот на кој се повикуваат и по секоја цел ја сакаше Министерство за економија, за да после ги протуркат нивните агенди за лични интереси. Лажните информации што кружат цело време влијат негативно во целиот процес за докажување, односно прибирање на фактите и директно е атак кон уставниот поредок. Институциите треба да се стават на мир, да работат, политиката надвор од јавното обвинителство, надвор од Министерство за внатрешни работи кои се ги прибираат тие информации и надвор од судовите кои треба да делат правда кога ќе дојде моментот на Уште слаба карика. давањето на аргументи, фактите аргументите. Видовме Односно сочувањето на истите. што беше Тетово, каква одлука на судот, што беше направо паметно извади сите со убиството, со прегазувањето на детето на 2 години. И токму тука таа недоверба на судскиот посудството, уште толку повеќе се намали од 0,2%. Што мислиш, дали актуелна владеачка гарнитура, која што во моментов е во Република Македонија, пробува да се бори против лажните вести? Дали на некој начин пробуваат да ја стеруваат вистината на виделина, како што бидејќи убаво кажати, во еден ден ние толку многу се претрупуваме со лажни вести што човек не може да ги провери да сака, си тако се бави да речеме со новинарство. Јас ги следам колку што можам медиумите, ги следам електронските портали, но ги следам и подкастите. Ти се излева до социјалните мрежи, рилси и така натаму, во целост или деловно, но не само да ги сечам за мој ги слушам во детали. И гледам дека сега многу значајна ситуација. Има некои подкасти кои цело време лажат. Ама буквално цело време лажат и дават информации кои се делумно нејасни или делумни полувистини, да не кажам, и особено најголемиот дел се лажни информации. И конструкција или да те наведе да отидеш во лажна информација. И така, односно да манипулираат Баш така. јавноста. Сега што се случува? Се додека се случи, пред да се случи Кочани, има 200 лајкови, 300 лајкови. Од кога се случи Кочани? Од тој многу лажни информации, а целиот народ сакаше да прибере информации, имаше над 1000 гледаност. Како паѓа Кочани сега? Како актуелна тема, тоа е нормално дека еден ден ќе изгуби. Ќе разгуби Актуелноста толку. не дека важноста, пошто тоа Не, важноста си е важно. ние се уште не останува на сеќавање, но ќе има други Вести кои што се вести. случува. Се повеќе ќе се помалку ќе се информира за таа случка. Но како повеќе се информира, Така, односно информира, не може секој ден да ја правиш актуелна тема. баш така. Не може секој ден да ги вртиш Не можеш да информации. држиш да сакаш да Не држиш, не сакаш. можеш да. Пошто
Сега тоа се случи и сега ќе луѓето прават тоа, секој ден ќе има информација. Но нема да биде централната информација, централната тема. Да. Така одма на тие подкасти им паѓа гледаноста. Не може подкастот секогаш, односно и медиумите, електронските, па и телевизиите, да ја држат таа гледаност само по лажни информации. Да. Како ќе се унапредува живот, социјалниот живот во државата, како ќе се подигне стандардот, како ќе напредува државата, лажните информации ќе почнат да паѓат. Јас мислам дека кај луѓето треба да се појават, пошто бидејќи подкастите се веќе сега реалност, односно луѓето од тие ги добиваат повеќе информациите, треба за добро на државата и на народот повеќе да излегуваат честните луѓе и луѓето кои им веруваат граѓаните, за да можат да ја информират точно и прецизно јавноста, а да не биде тема на манипулациите што се случат особено во овој матен период каде ударите се и од страна на албанците и од страна на македонските центри кои имат една цел да го вратат минатото, тоа што се договора цело време. Треба да се човек меѓу луѓето, така викаат на старата поговорка. Да. Треба да се човек меѓу луѓето. Тешка ќе биде борбата, но народот ги препознава луѓето, да знаете. Јас пример во медиумската ела сум, односно во јавноста сум познат од 2022-2023, но јас многу сум горд што граѓаните секој ден ме застануваат и ми се заблагодарават јавно за тоа што јас го кажувам пред медиумите. Јас никогаш не мислам тоа што ќе го кажам, но тоа што го чувствувам и тоа што е реално тоа сега што го кажувам во било кој време. Нема сила мене кој може да ме тера. Збори душата, збори вистината, или не секогаш се зборува, секогаш се зборува со душата, со емоции. Да, некогаш сум песимист, но во последно време сум голем реалист и оптимист дека има надеж во нашата држава, ако сите се обединиме и сите даваме придонес, се со цел да ја докажуваме вистината и да ја кажеме нашиот потенцијал што ги имаме, колку што може, се со цел да нашата држава, односно наше општество, да го турнеме кон подобар живот и подобар соживот помеѓу сите граѓани во држава, бидејќи тоа е иднината на нашата држава. Ние кај сонуваме да имаме подемократска држава и да биде дел на Европската унија. Тука сме скоро до крајот, уште вака една анекдота да ти кажам поврзана со клиентелистите, ми се вради до избореше што е вика добар клиентелист. Да му го напише говорот вика на шефот и после кога го чита говорот шефот да му аплодира, му фаќа забелешки. Нели тоа е добар клиентелист? Или што е вика добар оптимист? Лошо информиран песимист. Нели, како да ти заблагодарам многу од дното на душата што беше гостин во овој подкаст. Ја постигнавме целта денеска многу во оваа емисија. Многу сум ти благодарен во мој име и во името на целата редакција која што стои за овој проект Проверитас. Се бориме за вистината, правиме платформа во која што ќе говориме вистината. Ти посакувам успех во твојата мисија, што повеќе и почесто да информираш во јавноста за вистините кои што се оде во Република Македонија и да се видиме повторно во некој издание од оваа наша емисија каде што ќе дебатираме за уште многу интересни теми. Мене многу брзо ми поминаваше времето за вас тука. Убаво. Особено интересно емисија. Јас сум многу горд што сум ваш гостин на втората емисија ваша. Не се сомнувам тоа за уште едно да го повторам дека ќе биде многу успешни. Би ве замолил повеќе да каните луѓе кои се објективни
Јас ги имам две пораки во таа емисија. Првата моја порака е на сите интелектуалци, особено на албанците. Ги повикувам да излегуваат јавно, да ги кажат нивното мислење, да се оддалечуваат од национализмот, да бидат повеќе прагматични, да придобиват, да придонесат се извинам кон општеството и кон државата, се со цел да влијават позитивно за луѓето да го креираат мислење. Тоа е првото. А второто е сите граѓани да гледат само тие информации кои се доверливи од основата од кој потекнува и да ги слушат само тие луѓе кои никогаш не профитирале во нивниот грб или во грбот на државата. Односно, никогаш не придобиле ни од тендерите, ни од тезгите на политичките партии. Само така може да ја градиме иднината заеднички, но така и ќе ја чуваме Република Македонија. Благодарам го оваа поента. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во овој разговор. Ви посакувам да се вклучите што повеќе во платформата Проверита, сите вие кои што сте борци за вистината. Ве поканувам, слободно пишувајте ни, ќе истражиме, ќе се бориме против лажните вести, а Проверита све кани повторно за една недела на исто место и во исто време. До тогаш пријатно. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.